Колку странски јазици познавате? Ви беше ли тешко да ги научите? Прашањата кои ви ги постави ви беше лесно да ги разберете бидејќи се на македонски јазик. Во продолжение слушнете како звучат на арапски, кинески и јапонски, трите јазици кои се најтешки за учење за оние кои говорат англиски јазик. كم عدد اللغات الأجنبية التي تتحدثها؟ هل وجدت صعوبة في تعلمهم؟ 你會說幾種外語？你覺得學習它們很難嗎？外国語を何語話せますか？それらを学ぶのは難しいと思いましたか？ Рангирањето според тоа колку време е потребно за да се дојде до ниво B2 C1 го направи Foreign Service Institute како главен центар за обука за надворешни работи во рамки на американската влада. Според ова рангирање, речникот на арапскиот јазик содржи 12 милиони зборови, има 28 букви, а секоја буква има облик во зависност од местото на кое се наоѓа во зборот. Заедно со кинескиот, кој има од 10 до 20.000 знаци, со јапонскиот со 8.000 знаци, спаѓаат во најтешката пета група на јазици за учење. За нив експертите од овој институт процениле дека е потребно изучување од 88 недели или 2200 часови настава за да се достигне ниво B2 C1. Јазиците од Балканот се во четвртата категорија, во која има вкупно 40 јазици, за кои се потребни 44 недели или 1100 часови изучување. Во оваа група меѓу другите спаѓаат македонскиот, албанскиот, српскиот, хрватскиот, босанскиот, бугарскиот, грчкиот и словенечкиот јазик. Во првата категорија најлесни јазици за учење за ниво B2 C1, меѓу другите спаѓаат италијанскиот, францускиот, шпанскиот, португалскиот, норвешкиот, шведскиот јазик. За нив според институтот се неопходни 24 недели, односно 750 часови настава.